Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash, а јас сум Лилица Китановска. Денес автопроизводителот General Motors поднесува барање за банкротство. Со оваа вест го започнуваме блокот за денеска, понеделник, 1 јуни. General Motors поднесе барање за банкротирање во рамки на планот инициран од владата за реструктурирање на оваа 100-годишна компанија. Ова е најголем индустријски банкрот во американската историја. И покрај тоа што доби милиарди долари владина помош, некогашниот автомобилски гигант не успеа да се опорави од драстичниот пад на продажба на автомобили. Се очекува владата да даде дополнителни 30 милиарди долари помош за реструктурирање на General Motors по банкротирањето. Владите на Канада и на канадската покрајна Онтарио исто така ветија 9,5 милиарди долари за General Motors. Според виши владини представници, компанијата би можела да се реорганизира за 60 до 90 дена. Тие најавија дека владата ќе биде мнозински собственик на новата компанија, но дека не сака да се меша во незината секојдневна работа. Најавите за банкротирање беа објавени во неделата, откако мнозинството собственици на акции во General Motors најавија дека ќе поддржат план со кој ќе добијат удел во реструктурираната компанија, откако таа ќе објави банкрот. Владини лица предвидуваат дека таа ќе треба да продава по 10 милиони автомобили годишно за да не бележи загуби. А предходно за истата цел компанијата мораше да продава по 16 милиони возила. И друг автомобилски гигант влече пресудни потези за својата иднина. Американски суд што решава за случај на банкротирање во неделата ја одобри продажбата на практично целата актива на Chrysler, на група предводена од италијански Fiat. Со овој потек расчистен е патот Chrysler наскоро да излезе од заштитата по банкрот. Chrysler исто така предходно доби милиарди долари владина помош за да ја преброди економската криза. Автомобилската индустрија е клучен дел од производниот сектор во САД, на кој пак отпаѓа 1/5 од американската економија. Од другите вести, глобалната криза наведум губи на сила поради напорите во САД, Кина и други главни економии, порача американскиот секретар за финансии Тимоти Гајтнер пред публика од кинески студенти, академци и владини представници. Во говорот во Пекиншкиот универзитет, Гајтнер потенцираше дека успесите во Вашингтон и Пекинг ќе бидат од клучно значење за економската состојба на останатиот свет. Тој рече и дека кинеските инвестиции во обврзниците на американската државна благајна и друга актива се безбедни, без оглед на тешката економска криза во САД. Осврнувајќи се на ситуацијата во автомобилската индустрија, секретарот за трговија изрази оптимизам дека General Motors и Chrysler по банкротирањето со тек на време ќе станат одржливи приватни компании. А за време на дводневната посета Гајтнер ќе се сретне со кинескиот премиер Вен Џиабао и председателот Ху Џинтао. Според проценките на Кина отпаѓа 1 трилион од американскиот владин долг, со што е најголемиот странски кредитор на САД. По САД и Јапонија, Кина е третата најголема економија во светот. Гајтнер има кажано дека кинеската економска сила треба да ја даде поголема улога на Меѓународниот монетарен фонд. Патнички авион на Air France со повеќе од 200 лица на него исчезна во близина на брегот на Бразил. Новинската агенција Reuters цитира владини извори кои велат дека авионот исчезнал од радарот околу 3 часа по полетувањето. Air France вели дека е примена порака за електричен краток спој кусо време по турбуленција што се случила над Атлантикот. Портпарол на воздухопловните сили на Бразил вели дека рано денеска започнала спасувачка мисија во областа на североисточниот бразилски брег, откако авионот не направил регуларен радиоконтакт. Властите велат дека Airbus A330 со 216 патници и 12 членови на екипажот летал од Рио де Жанеиро до Париз. Првичните извештаи за исчезнатиот авион дојдоа од Париз околу 1 час, откако летот 447 требало да слета на аеродромот Шарл де Гол. Председателот на Јужна Кореја Ли Мјунг Бак и лидерите на Асоциацијата на југоисточни азиски нации ја повикаа Северна Кореја да се откаже од нуклеарните амбиции и да ги почитува санкциите на Обединетите нации. Јужна Кореја и лидерите на Асоциацијата започнаа специјален дводневен самит во Јужна Кореја за одбележување на 20 години партнерство и како поттик за мултилатерална соработка среде глобалната криза. Но минатомесечниот нуклеарен тест на Северна Кореја и
последователните тестови на проектили со куз дострел го кренаа тоа прашање високо на агендата. Јужнокорејски новински медиуми денес цитираат неидентификувани представници во Сеул како велат дека Северна Кореја го поставила својот најусовршен проектил со долг дострел на локација за лансирање на западниот брег и дека може да изврши тест лансирање месецов. Американски сликар стана амбасадор на добра волја на Обединетите нации за неговата работа во областа на трговијата со луѓе. Рос Блекнер е на меѓународната сцена веќе 20 години, а стана познат по работата на рехабилитација на поранешни деца војници и киднапирани девојчиња во Гулу, Уганда, преку уметничка терапија. Ова се слики што ги изработиле 25 деца од градот Гулу во Уганда, на кој е прикажано нивното искуство како жртви на трговија со луѓе и нивно присилно ангажирање во воени конфликти. Зад проектот стои и новоназначениот амбасадор на добра волја на Обединетите нации Рос Блекнер, која користи уметноста за да допре до младите жртви. Ните е посебна, како и самите тие. Кога им ја стекнав довербата, не сакаа да прекинат да сликаат. Со нив бев буквално по 14 часа на ден. Блекнер е првиот уметник кој е назначен на функцијата амбасадор на добра волја на Обединетите нации. На церемонијата на негово назначување беа изложени 200 слики изработени од деца од Гулу. Обединетите нации велат дека Блекнер ќе служи како застапник на жртвите на трговија со луѓе. Тој најави дека повторно ќе замине за Уганда. Сакам да ги научам на одредени нешта, одредени вештини, како и начини да креираат иднина од актуелните околности. Кога ќе ги видите овие деца и кога ќе ги запрашате за нивната иднина и за иднината на нивната земја, ќе забележите дека и покрај тоа што минале низ многу во животот, полни се со надеж. Поголемиот дел од сликите на овие деца се веќе продадени. Неколку галерии во Њујорк планираат да ги изложат преостанатите дела во наредните неколку месеци. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Повеќе информации секогаш може да најдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.